здраво. За Здраво. пръв пат си пред нашите камери. Благодарам што прифати да бидеш наш гостин. Како си, кажи ми? Па да ти кажам искрено, малку уморно ме фативте на вака на сред работно време, меѓутоа со добра енергија заедничка ќе го победиме тој умор. Така, прекрасен салон имаш тука во Скопје. Моментално се наоѓаме, нели? Имаш и во Штип. Да. Кажи ми каде е подобро? Па вака, во Штип салонот постои 20 години веќе, оваа година. Овде сме трета година во Скопје. Не можам да направам некоја комплетна споредба, затоа што сепак времето си го покажува своето. 3 години постоечки салони, 20 години не може да биде исто, меѓутоа еве се бориме да успееме и овде, мислам, успеани сме веќе, меѓутоа да го стигнеме тоа ниво како што е во Штип, така да одиме натаму. Сега почнавме со третиот салон во Белград, така да на 3 места не е лесно, меѓутоа со добра организација, добар тим се постигнува. Не се сомневам во тебе. Кажи ми, како и кога свати дека ова е твојата животна професија? Од кога почна да се занимаваш? Од кога знам за себе. Од кога знам за себе, буквално се раѓаш со талент и тој талент или ќе го искористиш во животот или не. Што значи да го искористиш талентот? Значи да вложиш во себе, да се откажеш од многу работи, да појдеш на соодветна академија и школа за фризери и мејкап артисти и нормално тоа после да го уновчаш, што би рекле старите. Од тоа датира некаде од мои 15 години, кога почнав буквално да одам во секој дом во Штип, да се средуваме за свадби, невести, шминки, фризури и така натаму, бидејќи во домашни услови не можеш да фарбаш коса и да правиш боја, така да се почнува од таму каде што талентот највише, значи пробува да те освои едноставно и да освоиш и ти клиент со таа промена моментална што за половина час ќе ја направиш на него и веќе стекнуваш клиенти кои што подоцна кој ќе отвориш салон во твојот бизнис ќе ти бидат првите луѓе кои што едва и чекаат да отвориш салон. Да, баш така, да. Кажи ми, кои се трендовите за 2025-та кога се во прашање шминката и фризура? Се оди веќе на се поедноставно. На се поедноставно, за жал излегуваат некои трендови, за жал. Не е тоа за жал, него не е мој стил на работа, некои трендови кои што се враќаат некои што би рекол ја цртежи по лицето, некои циркони, некои трепки со пердови и такви ствари, меѓутоа некако сме поделени кој од колегите може и го работи тоа, кои сме на некој Холивуд полуксузен изглед, што би рекол јас поедноставен и мислам дека тоа е истакнува убавината, вистинската убавина на секоја девојка. Не мораш од себе да правиш нешто што не си, ако си ти во карактер, ниту знаеш тоа да го изнесеш, ниту имаш таква гардероба за да излезеш таква во јавност, се знае што е за на сцена, што е за матурска, за свадба и такви ствари. Ти се случило ли некоја немила случка со некоја клиентка вака да биде незадоволна од тоа што ти го направиле или нешто слично? Па не можам да кажам дека сите клиенти може да бидат задоволни. Значи затоа постоиме толку многу не има веќе фризери, затоа што секој пронаоѓа таму каде што се гледа себе си, може да си дозволи финансиски и стилот на работа го бира. Во денешно време многу лесно е да одбереш фризер по Инстаграм слики, што мислиш дека ќе се среди, многу тешко е кога ќе дојдеш кај тој човек и ќе покажеш уште по-нереална слика што си ја симнала од интернет, што поминала 30 кинески филтри и ти тоа ќе го бараш, а притом не си свесна што имаш на својата глава и со каква основа на косата доаѓаш или какво лице или какви веги и облик на очи ја бараш да изгледаш како Ким Кардашијан, притом немаш направено ниту еден третман за лице, сакаш да тоа да изгледа трансформација ненормална. Значи, проблем со клиентката немаме, ние го сработиме тоа што таа го бара, меѓутоа во случајот во денешно време они многу има проблем сами со себе, со тие фейсап апликации, со тие филтри, кога ќе ја шминкаш или било што и да направиш на неа, она секако првично е незадоволна, затоа што она очекува во огледалото да го види филтерот со кој што се она слика дома и ја преработува таа слика, она не се гледа реално како што е она. Меѓутоа, некако сум построг во тие работи, сечам овде и се знае кој е за во нашиот салон, кој после 20 години не може некој дечиња од 15 години да ми ствара стрес затоа што она не е задоволна од себе. Така. Се случило ли да запалиш нечија коса? Да запалам не. Мислам ако се слушна дека дошло пожарна во салонот, значи ќе запали. Да запалиме коса. Не. Пошто имам слушнато дека некои твои колеги им се случило тоа.
Види, може да се случи на секој. Тоа е дел од секунда. Мислам, дел од секунда како сообраќајка, не е ли дел од 3 минути мало невнимание или недобро нанесување, аплицирање на боја, бланш или било што, а претходно со криење на историјата на косата, клиентката не ти каже што се има правено и не се познава, не можеш некојаш да процениш и може да дојде до такво, прекинуваш процес или едноставно не прифаќаш такви клиенти кои што се ризик за тебе. Така. Постои ли нешто што те нервира во однос на клиентите, еве, не закажуваат на време, доцнат или сакат одма доаѓаат веднаш сакам термин? Тоа сме го некако разјасниле последните години. Одма термин многу ретко може да се најде. Секој, сите сме овде за работа и за заработка, меѓутоа секој мора да си го планира времето. Дали те примаат одма кој иш на лекар? Не. И сега некој ќе искоментира фризерите станаха како доктори. Не едноставно, само исто тоа што и работиш со луѓе, и таму со луѓе, и многу тешка работа со луѓе. Истото е како да идеш у маркет, да чекаш ред на каса и да сакаш сите 10 души пред тебе да ги поминеш. Значи си има некој ред. Се дешава да дојде клиентка од ден за ден, меѓутоа ако имаш место, секако дека ја примаш. И тој ред на закажување некако го воспоставуваме. Тоа, например, пишување на лични профили на колегите на тимот кои што работи, исто така полека исчезнува. Имаме 3 профили за работа, имаме 3 телефонски броеви на кои што секој во секое време, во тек на работно време може да се обрати и многу лесно да дојде до било кој од нас и до термин. Зоки, кој е твоето мислење за твоите колеги фризери кои што отвараат салони, кои чинат, да речеме, цело богатство? Дали сметаш дека тоа е купено со нивна заработка лична или нешто друго е во прашање? Искрено ти кажам, не знам, тоа мора да ги прашате нив, не знам на кој конкретно мислите, меѓутоа мислам дека за да отвориш салон кој што кошта многу, мора да имаш поддршка, дали од родителите, дали од особа која што се со тебе, девојка, дечко, во случајот не знам, едноставно мислам дека или ако веќе си имал претходно помал салон, значи да направиш некои пари, да бидеш кредитоспособен, од банката да имаш поддршка, едноставно мора некој да стои за тебе. Или ако не, окей, ако ја, например, не сум почнал така. Ја немам пари од дедо, од баба, моите родители биле скромни родители, кои што нормално со нивна поддршка сум почнал и после мене стои, значи, и баш оно квалитетни луѓе кои што ми помогнале во тој момент, банка или било што цело време ми излага во пресред за да може да идеш кон остварување на некои нови цели и нормално така функционираат сите луѓе кои што имаат ланец на бизниси. Така да искрено ти кажам, не знам. Во случај стварно не знам како може да се изведе тоа, али ако може, браво, супер. Беше во најтешките времења со Лила. Заедно поминавте низ тие најтешки денови, ти имаше една од најтешките функции во тој момент, задачи, задачи да ја ишишаш косата до тој степен, знаеме, кој што го наведува таа болест, да ги најдеш периките што она достоинствено ги носеше. Кажи ми, како ги поминавте тие денови заедно? Беше ли тешко? Предпоставам дека е тешко. Но... Да, значи кога некој го познаваш со години, соработувате во еден друг правец, наеднаш не знаеш што ти носи животот и сето тоа се за момент сече и продолжува дружбата и соработката меѓутоа во друг правец, каде што мора да си даваме едни на други малку поголема поддршка, да бидеме заедно во тие тешки моменти, да се тешиме и да едноставно правим во моментот од фризерската дејност се што е потребно за таа жена да не падне само до вербата, да едноставно изгледа онака како што луѓето ја знаат сите овие 30 години како што она постои на ТВ екраните. Немавме никаков прекин во одружување и во соработка, секогаш тоа било умерено, со една баш огромна почит и она кон мене и јас кон неа. Прво поради тоа што сме двајцата зрели луѓе остварени, нема потреба да во такви моменти се напуштаме или бегаме едни од други. Кога го дознавме тој момент, беше баш оно трагично, мислам, за сите нас, највише за неа секако, меѓутоа она една толку цврста жена која што во ниеден момент не покажа таква слабост како што знаат, нели, полабилни луѓе да западнат. Она е свесна за себе, свесна беше во моментот што и се случува и се избори со тоа баш она јуначки и затоа денес кога се тоа помина и зад нас баш она подолг период, она е пример и мотивација за многу такви жени кои што се соочуваат во моментот со тоа.
Може ли да ми го опишеш, не знам дали воопшто може да се опише тој момент, кога ти мораше да бидеш тој што ќе ја ишиша нејзината коса до... Не, тој момент може само да се доживее. Не препорачувам на никој да доживее таков момент, дали за соработка со некој што ќе му дојде на фризер, не само со неј, со многу други жени сум го доживеал тоа, за жал, се почесто. Меѓутоа, во моментот кога се случуваше тоа, Лила имаше надгребена коса и примети, ми се јави еден ден дека паднало едно прамече што никош, скоро па никош не се десило кај неа, освен од некоја физичка сила да падне при фенирање или нешто такво. Ја викам, не е возможно, као првата хемотерапија само што ја примивме, дојде на фризер, пробавме едно, друго, трето, видовме дека паѓа и во моментот кога се шишеме за да биде моментот не толку трагичен, поинтересен, ја кратевме косата од долга, па прво до рамена, па паш, па правевме некоја фризура кратка, од некои глумици гледавме слики како би стоело кога ќе почне да расте таа коса и на крај ошишевме така како што треба, веднаш имавме спремно претходна перика. Потоа нарачавме уште една перика од странство која што беше баш квалитетна и одлична за снимање кога почна со снимање и после растење на косата, бланширање, во плавуша враќање на ТВ екраните со таа кратка коса и тоа беше супер и сега повторно косата е одлична. Да. Како е да се соработува со Тара Симо? Напорно. Не, во последно време кога е послушна и кога слуша што ќе и кажеме да прави со косата, окей, онака е за ќотек, а во принцип тој ден кога ја правам не спијам уствари, пошто правам ретроспектива у мозок што се ми изнакажало тој ден, пошто она у 3 сати каже 3337 ствари, и ти мораш тоа да го свариш у глава и да се одлучиш да почнеш да спиеш. Кои се најчестите барања? Не барање, овака не се раскажува од приватност, од спиење, станување до искачање од дома, до прибирање или неприбирање и такви ствари. Ама на крај резултатот на крај си е одличен. Нема кај неа незадоволство, само да се види косата онака кој што покажала на слика и тоа е тоа. Кажи ми, каков беше твојот однос со Зоки Фаци? Имаше некоја случка што ја раскажуваше Агнеса во подкастот кај Лазаров. Може ли да ми го споделиш твоето мислење? Во какви односи бевте со Зоки и каква беше таа причина за некоја кавга, наводно што ти си ја предизвикал помеѓу нив двајца? Искрено тоа беше некој, како да кажем, маркетиншки трик валјда во тој момент. Ја не знам што се случува. Зоки беше човек кој што, например, на почетокот на мојата кариера ми помогна многу и тоа никош не можам да го оспорам и ден денес. Кога ќе зборувам и ќе се сеќавам на него, значи тоа е прво нешто што ќе ми текне. Поминавме 20 години заедно со него, прв пат ги нашми кај првите звезди од Србија кои дојде овде во времето кога работеше тој во А1 телевизија и никош нашиот контакт не прекинал. Можда со мојата работа Штип, Скопје, Белград или се оладуваат односи во смисла се гледаш поредко, меѓутоа комуницираш на социјалните мрежи, се слушаш до последно, до пред 10 дена пред да се случи тоа што се случи трагично со него, се слушавме кога заврши со тој обид за операција, ние имавме сосем коректен однос. Ми кажа последно дека да се видиме. Какво е твоето мислење за односот помеѓу Лила и Зоки, што беше, нели, што помина? Мислиш дека Лила доживеа многу хејт од страна на луѓето ради баш тој однос? Па види, секој зазема некоја страна и оние што се на страна на пример на Зоки биле во моментот кога раскажувал некои детали, ќе хејтат Лила. Обратно беше луѓето кои што биле со неа и знаат што се случило, например од друга гледна точка, тоа. Јас имам своје гледиште, ја никогаш буквално едноставно не можам да заземам страна затоа што сум бил сведок на ситуацијата и кога тие се слушале и се, меѓутоа имаше моменти во кои што Зоки не беше виновен. Он беше многу добар и многу наивен и му е суфлирано од страна, предпоставувам, како да догради некој однос со особа која што исто ја знае цел живот, така да меѓу нив никогаш немало проблем додека сме седеле заедно. Што се случувало позади, наеднаш се пресече све и тука застана. Лила никош не даде
коментар за тоа, ниту се некаде огласи, ниту даде коментар за тоа, едноставно си каже тоа е негово мислење и тоа е тоа. Мислам, никаква вина не може да носи жената која што отиди на погребот со чисто лице затоа што сметаше дека тоа треба така да биде, така го осетила тоа. Тоа е тоа. Откриеме ги тајните на македонките и македонците кои што одат да живеат во Дубај. Што толку ги привлекува да живеат таму? Многумина напуштиле Македонија за да уживат таму во луксузот. Толку ли е лесно да се дојде до тој луксузен живот денес? Па, искрено ти кажам, ако беше така лесно, ја ќе живеев таму. Пред неколку години, пред 4 години ме фати некој лудило да се иселам од Македонија. И прво бев во Словенија 3-4 месеци, се вратив овде, работев, потоа бев во Германија, пробно да видам како таму функционираат фризерските салони, таму во ниеден случај не се проведов. И следно трето место кај што отидов да видам како е да се функционира од нашата работа, таму беше Дубај, кој што никаква можност не ми пружи тоа што ја го заработувам овде, би го заработувал и таму, само што овде си свој на своето, имаш тим што работи заедно со тебе, не можам да кажам за тебе, затоа што ја никогаш не се гледам себе како газда на салон, што седам, а другите работат за мене, и тоа никогаш не ми се свиѓало кај младината што размислува така, ја ќе работам кај него, не ти работиш првенствено за тебе, за да добиеш плата и да имаш некој живот кај што нема да бараш пари од родителите, а после работиш и за фирмата нормално, заедно се подигаме сите. А во Дубај да бидеш фризер, значи да зимаш некоја просечна плата од 1500 до 2000 евра, со тоа што имаш трошкови за стан, за храна и ти останува оно со која што во Македонија би живеел луксузен живот. За оние кои што живеат многу луксузен живот во Дубај, не знам како да ја до тоа, знам дека има многу наши луѓе кои што отишле таму и кои што го следат нивниот живот, меѓутоа нема дефинирана професија. Тоа ме од секогаш интересирало. И кои ќе се вратат овде и располагаат со пари, уживаат во животот, не знам. И јас имам другарка и колешка која што работеше кај нас во салонот, работеше во Дубај во ресторан, беше професионална шминкерка овде и врвен талент. Меѓутоа мораше да биде таму, да прејде на интервју за работа и се работи во Абу Даби во Шанел шминкер. Така да, ако имаш професија, лесно ќе догураш до некаде, имаш професија и не мора да се плашиш од ништо. Значи, заработуваш од твоите две раце. А вака за другите живот по јахти, не знам. Валјда хостеси некои пратили, не знам. Тоа ништо чудно, мислам, не за Дубај, тоа генерално и кај нас. Се помалку млади се заинтересирани за работа, се помалку млади го откриваат талентот, значи сите сакаат да бидат инфлуенсерки, старлети, познати, да се доаѓа до лесна и брза пара. Кај што она не мора да стане са бајле во 8, него сама ќе си го креира работното време и финансиите валјда. Не знам тоа како се прави. И ја би сакала ништо да не правиш, да станеш со бајли и да се сликаш и да ти дава некој на тебе 500, 300, 800 евра дневници. Може ли да ми раскажеш драмата што си има случајно помеѓу тебе и Моника Станојкова? Не, помеѓу мене и Моника нема апсолутно никаква драма, значи ние додека сме соработувале, не сме имале соработка бесплатна, него она е била клиентка во нашиот салон, Моника ја знам многу мала, пошто е од Штип. Меѓутоа драма во салонот се нема случајно, тоа е случка што јас ја напишав и кај мене на стори, затоа што не пишувам такви работи, меѓутоа ова ми извади од такт, не случката за парите што ги должи, меѓутоа за лагите со кои се користеше она цело време. Мислам, тоа е стварно јадно, бедно, мизерно. Сакам искрени луѓе, биди искрени, кажи немам во моментот, чекаме една година, ќе го платам долгот. Ама секојдневно ти сама да ме малтретираш мене и да измислуваш милион приказни. Значи, утре излези таму, чекај, ваму да ти ги донесам парите. Ни таму чекај, ни ваму. Дома ли си? Да. Не сум дома. Идам од Скопје. Ај, мајка ти нека искочи на улица. Ја викам, сум на пат. Ај, да ја дадам, мајка ми искаше у 11 ноќе, не, ја нема. Разбираш, такви некои... Секи се јави татко ми да се слушнеш со него, ми се јавува некој човек што се представува како татко и за среќа го познаваме татко и го прашуваме, човекот нито ми се јавил ни ништо. Значи она некоја друга особа ми се јавува што се представува како нејзин татко да ме замоли да ја почекам уште некој ден. Мислам, тоа веќе станаа месеци и мене тоа ме изиритира. Кога ќе пуштам пари на сметка, сумата што ја праќа без 3 нули, пушта 40 денари на сметка и тоа не е единствено што се случило со мене. Значи, она тоа константно го прават со некоја туристичка агенција, била на суд, пошто ја кога отидов во суд да поднесам пријава. Затоа ми рекоа дека она веќе има такво дело.
Не сакам користење на такви лаги, сакам искрени луѓе, ние сме тука, не сме за еден ден, сите сме клиенти и соработници постојано, меѓутоа користење на такви некои грозни манипулации, дека мислиш дека си многу паметна и дека си некој зезнала, не. Некој да зезнеш, ти што си се појавила вчера, а некој што е во оваа професија 20 години, не можеш така да можеш само да мислиш и да преспиеш еден ноќ. Со таа мисла дека си ти многу паметна, утре ден да се све дознава. Сега заклучивме дека оно ти должи пари, така? Уште има јавна покана од мене. Слободно да дојде. Уште колку должи? Знае он уште колку да должи. Знае, тој е сигурно една недела или две у реално шоу да седи и да се раздолжи. Да, јавна покана слободно да дојде, значи никој ништо нема да и каже, тоа е долг, доаѓаш поштено за да утре се сретнеме уште по Скопје, се погледнеме. Да, така. Дали повторно би ја прифатил како клиентка во иднина? Не само не, никој такви што не се искрени, не. Значи имаме ние список на клиенти кои што ќе закаже термин, пример, нема да се појави, ќе закаже втор пат, нема да се појави, ќе добива црвен картон. Нема потреба, ти веќе 2 термина губиш време на децата кои што работат во салон, закажуваш термин, тоа е време и пари. Значи ако ти не го цениш нашето време, зашто ја би те привил по трет пат во салон? Така. А вистина е дека незиниот татко, вие сте му помогнале да работи кај твоја роднина во... Нема врска. Човекот го познаваме, работеше кај моја тетка во пекара, и човекот не живее сега овде, и од таму го познаваме, па така ми дојде идеја да го исконтактираме, дали он стварно разговарал со мене, он ми каже не. Така. Зоки, може ли да ми наведеш 5 македонски фризери и шминкери според твоите критериуми, од најдобар до најлош? Кој според тебе кај нас е најдобар? Еве, ти не спагаш во таа конкуренција, ќе те тргнеме. Некој, еве, според твоите критериуми, што сметаш дека работи добро, а некој не работи? Не е за оваа професија, едноставно. Види, штом имаш клиенти и постоиш, макар една година да постоиш, првата година ја рачунам, тоа е веќе борба за опстанок, штом постоиш 2-3 години, 5, значи ти мора да си за некого добар. Валјда имаш клиенти штом постоиш, што плаќаш данок, штом имаш салон кај за кој што плаќаш кирија. Знае се кои се недобрите во Македонија, без да кажам, значи колегите што се полни со работа по цела сезона, од фризери, шминкери, нормално би го изворил Зоран Шурбевски, Даниел Николовски, Бобан Тодоровски, Дадар, Октај, Сретен, Весна, Армен, што се луѓе кои што ќе видите по нивното постоење. Сега зборам за, например, не можам да кажам сега, например, Даниел Октај се помлади, Даниел после не знам колку, сигурно 10-15 години, колку му е години салонот, меѓутоа се дружиме приватно, и тоа се луѓе кои што се дружиме, ама не секојдневно, меѓутоа се почитуваме, си препорачуваме клиенти, си помагаме во одредени ситуации, кога не сум имал салон во Скопје, Владимир исто Трајковски, ми секош ми заговори во престрет, значи да подигнам салон да го користам за своји клиенти или било што. А за лоши, не знам, лоши се сите оние кои што стануваат фризери и шминкери од TikTok и од Instagram, кои што со нереални слики привлекуваат клиенти, кои што работат на црно по дома и воедно ти се нелојална конкуренција. Ако можеш ти да бидеш да имаш фирма и да плаќаш данок на државата и да заработуваш од овие луѓе, валјда може и таа што прави дома ногти или шминка и ти руши пазар едноставно. Така. На кого од сите тие би му симнал капа, еве, еден да ме одвоиш? Со сите тие што ми ги наброја. Па на сите тие што се постари од мене, што почнале во тоа време, на кои су ми били идоли, Сергеј Сретен, например, од фризерите, Сергеј ми е бил идол на сите, сега јас сум почнал, работам 20 години, не можам, децава кои што сега се појавиле, например, меѓутоа Сретен ми е бил идол како човек да го запознам, фризер кој што прв во Македонија ги средувал и Брена и Кардеуши и таквите звезди кои доаѓале, и Сергеј во времето кога почнал со шминката, он беше мејкап мајстор, трансформатор, кај што имаше емисија кога со Лила идеа по улица собира девојка обична и ја носат во студио кај Сергеј, прават тотална трансформација на боја, шминка и девојката преди и потоа, значи кога почнуваше емисијата, седиме дома и
Така. тие што сме биле со тој талент. Така. Зоки, ти благодарам за овој убав разговор. Ти благодарам и што прифати да бидеш наш соговорник и посакувам многу среќа во иднина. Благодарам и на вас за поканата и што дојдовте во студиото сега. Јас сум Зоки Давидков, а вие гледате Хайп Македонија.